Плачот на бебињата и децата е утрово во меѓузоната силен. Над 3000 емигранти чекаат за влез во Македонија. Бодликава жица ги дели од македонското тло. Таму врие од мигранти, а во Гевгелија мирно. Местното население не крие дека владината одлука за кризна состојба е донесена во вистинско време. Јас мислам дека тоа е добро да се отстранат, затоа што не сакахме да им помогнеме на нив, али многу е лошо и сами гледате. Направија многу голема збрка во градот. Има и тепање, има и полицаец, мислам, повреден. Значи, ти им давиш слобода да може слободно секаде да одат, а некој ќе рие од тоа, а некој изгуби. Значи, тоа е добро што да им дадат барам нешто, некој прифатилиште да кажат, во место е за тие бегалци, да се знае кај им е местото, а не сега на секаде ги има. Ако ги пуштаат по 200, пак тук ќе се направи ортокопа гужби, не знам дали заврта слободно, снимајте што се дешава. Како препродаваат банани, цигари и сето тоа е лошо за Гевгелија. Имаше проблеми градот. Се збира по 2-3 луѓе оде во градот. Ѓубрина, сметови секакви. Хигиена никаква. И затоа така е прогласено, валјда затоа. Нека е подобра состојбата. Сега е подобро, се гледа и сам овдека беше, како да ви кажам, ко вашар. Полициските контроли се двојно зголемени, како во градот, така и долж целата граница со Грција. Тие заедно со припадниците на армијата будно го следат целиот пограничен појас.